Точно така, Марчеева уште еднаш подсетување. Вели пристап до квалитетно образование е најдобриот начин да помогнете некому. Ова е идеален наслов за она што следува. Следува разговор од Сивус едукативен центар со кого друг како не со директорката Весна Ивановска. Таа ќе ни каже детали за нешто што трае како повик до сите жени и млади девојки кои што се од ранливи категории и да кажеме уште нешто што е важно, кои се надвор од Скопје. Добро утро и може ли повеќе за тоа како почна се или како почна соработката? Од каде идејата во ова време, не време на COVID, да се помогне некому? Добро утро пред се до вашите гледачи. Многу ми е драго што утрово ќе поразговараме за нашиот последен проект оваа година и се радувам што тоа е проект во област на поддршка и помош за жени и девојки од ранливи категории. Иначе станува збор за програма поддржана од Reconomy, програма на Шведската агенција за меѓународна развојна соработка, имплементирана од Helvetas и од Impact фондација, кои што се всушност наши партнери во ова заедничко патување, а со помош на кои што всушност ќе обезбедиме многу уникатна, убаво прилагодена програма или академија, како што вообичаено ги нарекуваме нашите програми, за дигитален маркетинг, насочена како главна таргет група нели кон жени и девојки од ранливи категории, со предност да кажеме жени и девојки до 29 години и многу битно дека повикот првенствено упатен до жени и девојки надвор од Скопје. И сега во ова време на COVID кој што го споменав, кажете ми дали мислите дека ова ќе биде идеална можност, нели од она едно интервју од вашите интервјуа нели на оваа тема во однос на повикот, велите дека особено самовработувањето е некаде нитка која што провејува особено за женската популација која што веројатно почесто остана без работа во ова COVID време. Во право сте, COVID пандемијата покажа дека сите сме ранливи во суштина, меѓутоа статистиката вели дека жените, девојките, самохраните мајки, невработените жени и така натаму потешко ги почувствуваа последиците од короната и има поголема потреба за флексибилност заради она балансирање или на личниот и професионалниот живот. Од тој аспект понудивме многу креативна и многу флексибилна, би рекла, идна професија за сите храбри девојки и жени кои што ќе одлучат да направат чекор понатаму или можеби комплетна промена во она што има едукативен бекграунд. Програмата за дигитален маркетинг или академијата ќе трае 4 месеци вкупно. Нашата проценка се дека овој квантум на содржини, меѓутоа и искуство кој што ќе го стекнат тука, ќе биде сосем доволно да или да лансираат кариера во дигитален маркетинг, или, уште подобро, да се одлучат за фриленсингот како алтернатива на нели редовното вработување, како нешто што ќе им даде поголема флексибилност и нормално поголема компетитивност, бидејќи крајната наша цел е економско јакнење на жените. Тоа не го криеме, сметаме дека е исклучително важна компонента за која што сите имаме одговорност, па и ние во корпоративниот сектор. Така. Се започна од 30 ноември, така че нам тогаш е отворен повикот, ќе трае до 13 декември, има уште неколку дена за пријавување. Кога сме кај ранливите категории, дали може да ни кажете кои се тие или кои се спаѓа во тие ранливи категории, да им поедноставиме на сите оние девојки, можеби повозрасни жени кои што не гледаат, пак им принесат на некој од своите блиски? Јасно. Малку е, можеби, неблагодарно да се дефинира прецизно категоријата ранлива категорија или ранлива фаза во животот на една жена. Меѓутоа, еве да кажеме дека повикот е упатен до невработени жени, самохрани мајки, првенствено жени кои што се соочуваат со здравствени проблеми, жени жртви на семејно насилство и така натаму. Листата за жал е долга, меѓутоа нашиот проект е флексибилен и ќе се обидеме во процесот на селекција, имајќи во предвид дека ограничен е бројот на учесници во првиот пилот проект, да направиме најдобар избор и што е поважно да покажеме успешни приказни и успешни практики, охрабрувајќи нели со тоа понатаму и други жени и девојки да се приклучат. Така, дали смееме да знаеме колку се веќе пријавени? Мојата последна проверка во вторникот всушност беше дека веќе имаме околу 45 апликации, што воопшто не е лошо, 20 места се во игра. Повикот трае до 13 декември.
Се што можеби нема вака да спомнеме преку медиумите, може да се провери уште еднаш на нашата Facebook страна пред се и општо сите наши канали, каде директно од повикот води линк кон пополнување на апликацијата, што е прилично едноставна и се пополнува брзо. Така. И да не заборавиме, она што е особено важно за оние девојки, мајки или оние повозрастни кои што не гледаат, пак им кажат на другите секако. Кажавме кои се ранливите категории, но да кажеме и дека Сивус со своите партнери овој пат обезбедува за тој 4-месечен курс или академија, како вие велите, за дигитален маркетинг, 80% платено е се, значи остануваат 20% вие ќе ни кажате кои што може да се платат и на рати. Така. Ова прашање го размислувавме реално и ние детално, би рекла. Нашето искуство вели дека кога постои некаков contribution, што велиме некаков придонес од страна на учесниците, најголем комитмент имаме или постигнуваме едноставно најголема дисциплина, редовност, посветеност и така натаму. Така ќе биде и сега. Сивус едукативен и развоен центар стипендира 80% од вкупната сума, додека остатокот од 20%, тоа е некаде 270 евра во денарска противредност, за кои што обезбедуваме еден период на одложено плаќање до крајот на 22 и сметаме дека е сосем пристојно, би рекла, имајќи во предвид што се ќе добијат, значи не само како програма, меѓутоа и како вмрежување на сите учеснички со нашите ментори, општо со алумни програмите на Сивус едукативен и развоен центар, со дополнителна обука за меки вештини и фриленсинг, кои што ќе следат на крајот на модулот за дигитални вештини, една убава можност. Јас стварно мислам дека не треба да се испушти ова. Така е, да. Сега на крајот само да им кажеме дека се ќе биде онлайн. Се ќе биде точно онлайн, веќе спомнав, фокусни се жени и девојки надвор од Скопје. Предпоставката е дека помали се можностите и опциите кои што ги имаат овие девојки. Ковид пандемијата меѓу другото не научи дека онлайн исто така можеме да бидеме ефикасни, продуктивни и да ги донесеме програмите до што е можно поголем број на луѓе, домови и така натаму. Така да интернет, компјутер или некаков друг смарт уред ќе биде сосем доволно да се следи оваа обука. Ви благодарам за ова исцрпно вклучување овој пат во утринската на Телма. Мислам дека кажавме многу нешта. И сега јас само уште еднаш да ве поттикнам, значи на Facebook страната Сивус едукативен и развоен центар може да ги најдете сите работи кои што ви требаат. Вие кои што не гледате, пренесете им на другите мајки, самоохрани или луѓе, млади девојки или жени во ранливи категории, нели ни спомена Весна Ивановска кои се сетие како директорка нели овде во Сивус едукативниот и развоен центар. И не заборавајте до 13 декември, тоа е понеделник оваа година, имате можност да влезате во тие 20 кои што ќе добијат 80% веќе платено и 20% да платат на рати во текот на целата 2022 година, значи некаде 270 евра од динарска противредност ќе останат на ваш трошок, но ќе добиете 4-месечен курс за дигитален маркетинг кој што ќе ве однесе некаде на подобро.